Почитуван колега Крмов, внимателно го слуша вашиот говор и морам да констатирам дека ако и овде неколкуте присутни колеги од власта внимателно ве слушале, а не се само статисти, се некој ќе се јавеше за реплика како на нашите, така и на вашите забелешки. Не сме легнале цела ноќ, еве веќе 3 дена без престан говориме и ги предочуваме бројните сомнежи кои колегите од власта ќе ги аминуваат, и ако ништо повеќе, очекувавме да реагираат и барем да се обидат да го бранат ова што тие го нарекуваат закон, ако е според е криминална шема и задкулисна игра со која на граѓаните безмилосно ќе им одземат 33 милиони евра и ќе ги испратат во непознат правец. Камо уште 3 дена и 3 ноќи да дебатиравме и камо да се одважеа барем еднаш да донесат одлука во корист на граѓаните. Но не им замерувајте, колега Крмов, затоа што, за жал, нив им е одземено правото да размислуваат со сопствена глава, дури и тогаш кога знаат дека работат против интересот на народот, затоа што со чипот што им го вметнале во штабот на Бихачка, имаат можност единствено да го аминуваат она што ќе им го даде како насока, оној кој час е проценител, час е судија, а од вчера дури и председател на државава, кој на 1, 2 и 3 јануари 2021 година релаксирано и во пижами ќе ги разгледувал и осмислувал стратегиите за 2001 година. Ете натака тераме. Сите нанапред, ние наназад. Па така, 22 годишниот гасовод ќе си го плаќаме како нов, деценискиот спор ќе си го решаваме како да е од вчера и ќе си ги откупуваме веќе откупените акции. Допрва ќе одлучуваат што чиво е, допрва ќе ги впишуваат објектите на Гама во катастар и допрва ќе видиме кој ќе има полза од оваа најчудна спогодба во историјата на Македонија, иако ние сме сигурни дека од неа огромна штета ќе имаат и граѓаните и државата. Исто така, допрва ќе видиме кој ќе ги има лиценците и дали граѓаните ќе добијат гасовод и ефтино греење. Верувам, колега Крмов, дека утре ќе бидеме повторно меѓу граѓаните и заедно ќе им кажеме како се однесуваа нивните представници овде, чисто за да можат да направат споредба и оценка дали зборот навистина бил збор. Тогаш, кога ќе видиме на чија трансакцијска сметка ќе легнат фамозните 33 милиони евра, ќе знаеме заради чив интерес секојдневно се зголемува армијата на осиромашени граѓани. За жал, колега Крмов, што и да направиме, колку и да зборуваме, како што стојат нештава, тогаш ќе биде пресна. Ви благодарам.